Бајколент. Аудио бајке. Ракот и штркот. Многу одамна, среде една голема шума, имаше едно убаво езерце во кое имаше најразлични риби. За жал, шумата беше погодена од таква жега и суша што за неколку седмици водата речиси ја снема, а езерцето се претвори во калива бара. Еден штрк кој слета за да се напие вода, забележа дека рибите се удираат една во друга додека пливаат поради се помалиот простор. Си ги протри крилјата. Ова му беше шанса за вкусна гозба. Но не сакаше да си ги извалка нозете или клунот, па затоа смисли план. Ох, кутри рибички, колку ми падна за вас жал. Наскоро ќе немате ни вода, ни храна, туку само кал. Тие му одговорија во еден глас. Што да правиме? Кој пат да го фатиме? Сите езера се пресушени. На кого за спас да се обратиме? Кутри рибички, кога ќе сватите дека спасот ваше тука и зашто треба мене да ми се обратите? Летам јас во дол Шишир со моите крилја и најдов едно езеро бистро на една планина, далеку само неколку километри од тука. Заинтересирана, најстарата риба му приде на штркот и го праша. Сакаме да одиме таму, ама како? Јас можам да ве однесам таму, една по една, ја одговори лукавиот штрк. Навистина имаше длабоко сино езеро на другата страна од планината, но не беше вистина дека штркот имаше намера да ги однесе рибите таму. Напротив. Да одиме со него, извикаа најмладите риби возбудено, но најстарата риба не беше сосема убедена. Што ако приказната за езерото е измама, а ти само сакаш да не изедеш? Тогаш, една од вас нека дојде со мене, а потоа ќе ја вратам за да ви каже за езерото. Рибите разговараа меѓу себе и на крајот решија да ја пратат најстарата риба, која веднаш одлета со штркот. Птицата ја прелета високата планина, држејќи ја рибата цврсто во своите канџи, и ја однесе до едно убаво езеро, сино и бистро, длабоко и чисто. Рибата не можеше да им поверува на своите очи. Кога се врати дома, восхитено им раскажуваше на сите риби за тоа прекрасно место. Возбудата се расшири низ пресушеното езеро и рибите почнаа да се туркаат за да бидат меѓу првите кои ќе бидат пренесени од штркот на убавото место кое требаше да стане нивниот нов дом. И така, птицата не мораше ни да си ги намокри нозете. Една по една, рибите скокаа право во неговиот клун. За жал, тие сваќаа дека се измамени дури откако штркот ке слеташе во своето гнездо и ке почнеше да ги голта на мир. Со секое заминување, купот рибини коски во гнездото на штркот стануваше се поголем, а во езерото имаше се полалку и помалку риби. По неколку денови, штркот се врати на езерото и виде дека е празно. Зарем ги изеде сите риби до една? Па, се уште беше гладен. Почна да чепка по трските и да превртува камчиња, но на вистина не беше останала ниту една риба. Одеднаш, од една дупка во калта, излезе еден дебел мал рак. Еве ми го појадокот, веднаш си помисли алчниот штрк. Движејќи се бавно, тој му прозборе со најмил глас. Кутричок мал рак, колку ми падна за тебе жал. Наскоро ќе немаш ни вода, ни храна, туку само кал. Најдов едно убаво езеро бистро, летајки со моите крилја само преку оваа планина, оддалечено само неколку километри. Како можам да стигнам таму? Праша ракот заинтересирано. Драги мој, далеко е многу за да можеш сам да стигнеш, ама ако се фатиш за мене, ќе те пренесам таму додека да трепнеш. Малото животинче не помисли два пати и со своите силни клешти се фати за нозете на штркот, па така одлетаа. По неколку минути тие веќе беа над езерото. Ракот се насмеа, среќен. Да, тоа на вистина беше прекрасно место, но штркот не слетуваше. Вознемирен, ракот го праша. Каде ме носиш?
Ќе видиш, му одговори и почна да се спушта во своето гнездо, кое беше преполно со рибини коски. Штом ракот ги виде, свати дека е во опасност, па со своите силни клешти го штипна штркот за ногата. Оф, леле! Закреска штркот и го испушти ракот. За среќа, под нив имаше едно мало поточе и ракот падна во водата, па брзо се сокри на дното каде што штркот не можеше да го дофати. И така се спаси, а алчната птица остана со празен клун. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.